Историјата е гробишта на аристократиите. Вилфредо Парето. Добро дојдовте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишените. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. И денеска разговараме на тема елитност и елитизам. Мислам дека во општата популација има некои општи идеи за тоа што е елита, што е елитизам, што е елитност. И многу често овие работи се мешаат меѓу себе. Како што разговаравме сега со свештеникот пред да снимаме епизодава, точно утврдивме дека многу често овие изрази и нивните значења луѓето ги поклопуваат меѓу себе. Меѓуто има значајни разлики во нив. Има значајни разлики помеѓу елитност и елитизам. И денеска ќе разговараме токму на тоа. Сакаме да истражиме оваа тема и да утврдиме што е разликата меѓу нив. Мислам дека во основа разликата е дека елитноста е описен израз, а елитизмот е нормативен израз. Односно, да се биде елита е неутрален опис на квалитет, да се припаѓа во горни X проценти по квалитет, вообичаено 2 сигма, во горните 2 сигма или барем 1 сигма по квалитет, статистички гледано, а елитизмот е еден вид на идеолошки или нормативен став. Тоа е била една кратка дефиниција помеѓу тие две. Инаку ние имавме и епизода на тема квалитет, да се биде елита во смисла на квалитет, во однос на некаква карактеристика или одлика, или квалитет. Значи, описно да, едноставно да е таква ситуацијата, да одреден поединец или група или организација, сеедно, или систем, да припаѓа во горни X проценти на квалитет. И тоа по дефиниција е да се биде елитен, да се припаѓа на елитата, на горните X проценти на квалитет. Меѓутоа тоа не значи дека тој систем, поединец или група автоматски е елита за се и дека треба да биде, не знам, гледан како нешто подобро од некои други. Затоа што да се биде елита во трчање, не значи дека автоматски си елита во пеење или во, не знам, пишување текст или во возење автомобил. Значи, можеш да бидеш во горните проценти на квалитет на нешто, а сепак да си нормален човек или нормална организација и да бидеш, како да кажам, вреднуван или да се восхитуваат заради твојот квалитет конкретно во нека област, заради тоа што ти си еден вид на призвор кој што се доближува до некаков идеал во таа област, меѓутоа тоа значи автоматски дека си подобар од другите во сите области. Или општо по некоја си вградена вредност, особено не духовна вредност. Значи, тоа накратко се што е елитност, што е елитизам и како практично се корумпира идејата за елитност во елитизмот, за да се дојде до некоја ситуација каде што практично ќе биде еден вид на глумење на вистинските карактеристики кои што изискуваат да бидеш елита. Со цел за да добиеш повисок социјален статус или повеќе внимание. Тоа беше мојот краток вовед. Ти свештениче што би скоментирал за ова што го кажав досега? Мене ми е многу интересно што ние воопшто разговараме за елитизам и елитност, бидејќи овој поим, каде и да го спомнеме, секогаш предизвикува некој отпор, секогаш има некоја непријатност, се гледа како нешто негативно, по дефиниција негативно. Меѓутоа, за нас двајца не е така. Тоа кој имам приметено дека секогаш јас и ти го разгледуваме овој поим како нешто што има дуална природа или барем е неопходно или нужно. Нешто кое што е, да речам, нужна појава во природата, во реалноста. Додека пак кај другите луѓе сметам дека ова е можеби одлика на надконцептуалност, тоа што ние сакаме да разговараме за елитизам и покрај тоа што е негативна тема и покрај тоа што е тема која што најлесно е да се осуди, да рече, па елитизам е лоша работа, елитност е лоша работа, тоа е нешто кое што е производ на егото, на суетата и чао, пријатно, завршуваме и си одиме дома. Меѓутоа, јас и ти бидејќи ги разгледуваме работите од подлабоко и сакаме да бидеме во контекст со природата и со реалноста, гледаме дека елитизмот и елитноста се нешто кое што секогаш се повторува кај сите живи суштества, па дури и кај неживите и кај луѓето, е нешто кое што е како неделив дел од реалноста и од постоењето.
и поради тоа не можеме само да го искривиме и само да речеме добро, тоа е лоша работа, тоа е нус производ и не треба да постои. Тоа е незрело размислување по мене. Па мислам дека едноставно заради тоа и јас на почетокот дефинирав и така и се вика нели епизода елитност и елитизам. Мислам дека луѓето развиваат еден вид на имунитет и на негативност, одбојност кон елитизмот, кон второто, ама проблемот е што го мешаат со првото. Значи, по природата на нештата, статистички, тие што се највисоки во некаков квалитет, ќе бидат малцинство. Најубавите ќе бидат малцинство, најинтелигентните ќе бидат малцинство, најбогатите ќе бидат малцинство, најбрзите во трчање ќе бидат малцинство, најдобрите во возење кола ќе бидат малцинство. Значи, едноставно, тоа е природата на нештата. Значи, колку се качуваш погоре во квалитет, толку помалку луѓе има кои што можат да бидат толку квалитетни во тој квалитет, во таа одлика. И по природата на нештата, тоа е елитноста. Ама проблемот е кога ќе користиш елитноста за да се задржиш таму и да се, како да кажам, да се поставиш во супериорна позиција врз однос на другите луѓе во однос на се, а не само врз однос на тој квалитет и не врз однос на заслугите. Да, меѓутоа, тој концепт, дури оној концепт за елитност што го кажуваш ти, дури и тој кај луѓето, кај огромниот процент на луѓе е непријатен концепт, кои што не сакаат да го размислуваат и абсолвираат, не сакаат да ја прифатат реалноста на тој концепт, дека тој постои, дека тоа е нешто кое што навистина е така насекаде во реалноста. Туку сакаат да го гледаат како некој вид на искривена карактеристика на злото во луѓето. Нешто што треба да го искоренеме, а не го гледаме како нешто кое што е природно и кое што не можеме да го искоренеме во својата добра суштина. И затоа сметам дека поготово луѓето кои што надконцептуално размислуваат, никогаш не гледаат како да ги искоренат одредени карактеристики, туку гледаат она што не може да се искорени, што е природно појава во нас, како да се трансформира, како да се експресира позитивниот аспект, како да го претвориме, да го трансмутираме во нешто позитивно. Меѓутоа, како што кажав, елитноста во својата најчиста форма е природна појава, која што не може да се оперира, да се извади од нас и од све друго. И во секоја област од животот постои она движење кон подобрување, кон усовршување, кон подигање на квалитетот свој и на тие околу тебе. И како што еден производ се приближува до повисок стандард, така и оној човек кој што го манифестира тој производ, да речеме, преку дисциплина, преку труд, преку свесност, се приближува до повисока форма на себе. Значи ти можеш да бидеш најдобар во трчање, како што кажа ти. Трчањето тука е еден вид на производ, можеме да видиме. Меѓутоа исто така и ти како трчачот, како надпреварувачот, се издигаш себе си. Како што го издигаш и производот кој што го создаваш. А тоа е трчањето. И знаеме дека ова движење нагоре кон квалитетот, кон повисоката форма на себе, не е рамно, не е ако двајца луѓе вложат ист труд и вежбаат исто 10 дена, вежбаат по 1 сат во денот и дека тие ќе бидат рамно исто извежбани. Тоа воопшто не е така. Тоа движење е разнолико, создава разлики, а исто така многу луѓе, сите луѓе се различни, некои луѓе вложуваат повеќе, некои разбираат подлабоко, поинтелигентни се, некои се однесуваат построго кон себе си, други со поголема толеранција кон своите слабости и се јавува она селекција, која што потоа не издига. И ова е нешто кое што е природно, кое што мора да се случи. Обично левичарите ама зборувам за оние анархо-левичари, анархо-комунисти и анархисти, сметаат дека ова не е дел од природната состојба, дека ние сме едноставно суштества кои што ќе помислиме, која ќе ја помислиме наша идеална состојба на битисување, дека можеме таа да ја манифестираме. Тоа не е вистина. Ние сме животни во нас и ние имаме многу нагони. Човек не може doom scrolling да се победи себе си, да не гледа видеа или луѓе кои што се борат со коцкање,
станови продаваат, жените си ги продаваат на коцка, и ти такви луѓе сметаш дека ќе може да содат до општество каде што без влада, без полиција сите ќе си функционираме прекрасно и убаво. Тоа е незрело размислување, тоа е неинтелигентно и незрело размислување. Сега тој квалитет што го спомнав претходно, значи како што се дистилираат оние луѓе и нагоре се искачуваат тие поквалитетни луѓе во одредена област, а и квалитетни во секоја област, да речеме, умерено квалитетни, подеднакво квалитетни во сите важни области. Тие квалитетни луѓе имаат тенденција да се препознаваат меѓу себе, да се групираат. Тука јас и ти малку би се контрирале во нашите размислувања. Ти би рекол дека тоа групирање е во рамки на семејство, се создаваат деца кои што се поквалитетни. Јас мислам дека таа тенденција на групирање е главно на оние луѓе кои што постигнале квалитет во својот живот. Тие бараат луѓе кои што се исто како нив квалитетни, не за да направат деца со нив, туку едноставно да бидат група на квалитетни луѓе. И така и се создале многу организации, голем број од нив и злобни организации, кои што се неминовно колектив на квалитетни луѓе. Меѓутоа, во својата основа се и неквалитетни, бидејќи се злобни. Квалитетот во себе мора да има добрин. Зошто? Бидејќи така сакаме. Зашто така сме одлучиле. Сме одлучиле дека сакаме квалитетот во себе да биде добрина. Ние одлучуваме што е квалитетно. Тоа групирање исто така е и производ на тоа што луѓето тежнеат кон повисоко ниво на мислење, на однесување, на создавање и природно си бараат некоја средина што нема да го разводни тој квалитет, што ќе го гради, што ќе го подигне. И ова не е некоја појава на ароганција, туку е заштита на својот стандард. Значи не се издигаш ти, не се групираш со другите квалитетни луѓе затоа што сега вие не ги сакам другиве обичните профани, вулгарни луѓе, туку сакаш да заштити, сакаш ти да напредуваш уште повеќе и напредуваш со тоа што се групираш со луѓе кои што ти помагаат да напредуваш уште повеќе. Како на пример еден уметник, сериозен уметник што не може да напредува во средина кај што не го разбира. Многу луѓе викаат дека се несватени уметници. И тоа има вистина во тоа. Многу од нив глумат дека се несватени уметници, меѓутоа на вистина има уметници високи, сериозни, кои што не се чувствуваат како изолирани од општеството. И така и човек, нели, како уметниците, кој што работи на себе, да речеме, не може бесконечно да остане во средина што го влече надоле. Мора да се групира некаде. И во оваа смисла уствари се создава оваа елитност која што ја зборува. Таа е последица на стремежот кон квалитет. Не е последица на стремежот кон злоупотреба на квалитетот. Стремеж кон злоупотреба на квалитетот е елитизам, како што ти ја нарече. Значи, елитизам е да се стремиш кон групирање со луѓе кои што се со повисок квалитет или барем глумат квалитет, меѓутоа целта е да ја злоупотребиш таа група, да го злоупотребиш квалитетот кој што се создал или не се создал. Додека пак елитноста е само создавање на група на луѓе кои што имаат врвен квалитет, за да можат уште повеќе да го издигнат својот квалитет. По заслуга. Да. Многу убаво кажува дека елитизмот е практично злоупотреба на квалитетот, односно на можеби некоја полувистинита идеја за квалитет. А самата елитност е, како што кажав на почетокот, тоа е описен израз. Ако навистина си најбрз на светот, како Усеин Болт, тоа е, нема што да правиме, те измеривме, трчаш најбрзо и тоа е. Во надпреварот кај што и другите трчаат, нели се надпреваруваат олимписки игри и така натаму, и на крајот измеривме дека ти си најбрз, значи по дефиниција ти си најбрз, тоа е. Не можеме да лажеме околу тоа. Да, и би било многу чудно и многу штетно за Усеин Болт да почне сега да се дружи со пијаници кои што седат цело време во кафана и само јадат, пијат и оговараат и не тренираат. Значи тоа би било многу штетно за неговиот квалитет да почне да го прави тој. Тој почнува да се дружи со тренери, со луѓе кои што исто тренираат како него, зошто? За да научи од нив и да стане уште подобар во трчање. Тоа е таа природна елитност за која што разговарам. И тоа е нешто кое што е неминовно и
вградено во реалност, а не е некоја злобна карактеристика. Па сигурно свештеници кога почнал Усейн Болт да трча и на времето кога не знам, другарите му викале ајбе да идеме да дуваме, да пиеме, а овој земал да трча и да јаде и да спие како што треба и така натаму, сигурно му викале ајбе ти не си нормал. Значи 100%. Затоа што секој надпросечен човек кој што во нешто така надфрла, во нешто е надпросечен по некаков квалитет, неминовно е да се осеќа осамен. Тоа е кофата со јастози. Ете така го влечат надоле, да. И сега сигурно го гледале као абе што се занесува овој арогантен, разбираш се, наместо да дојде со нас да се дружи, тој земал трчата, разбираш. Или некој кој што бил најдобар во шах или некој кој што бил најдобар во гитара на пример, земал да свири гитара по 5, еве Владко Стефановски ќе го спомнам. Знам дека на времето имаше едно интервју каде што кажа дека свирал секој ден по 5 сати минимум. И сега е еден од најдобрите гитаристи во Европа, сега не знам светот да не го зборам, ама еден од најдобрите гитаристи е. Зашто? Прво имал природен талент, го открил, сите оние проблеми кои што може да настанат како абе музиката е хоби, земи фати се со стварна работа и така натаму ги надминал, од можеби самиот талент му кажал внатре дека тоа треба го прави, многу било скапо, опремата било скапа, многу било недостапно и така натаму и сето тоа го надминал, после тоа вежбал по 5 сати на ден, додека другите се пијанчеле, пушеле, излегувале и така натаму, тој свирал и сега станал елита. Гитарска елита. Еден од најдобрите гитаристи во Македонија и во Европа. Тоа е, така се станува елита. Комбинација е помеѓу природни способности и наклонетости и труд, вложување, себе жртвување, себе преговори и така натаму да се постигне такво нешто. И тие што не се Владко Стефановски, тие што не се толку добри како него, многу често се, како да кажам, под слабост да ги негираат неговите достигнувања. Како што се под слабост да негираат достигнувањата на сите други. Тие што станале професори, тие што станале најдобри шахисти, тие што станале најдобри инженери или што и да е. Абе, тој шта знае. А тој со колку женски бил доека бил во средна школа. Да се ставаат други карактеристики за да се негираат квалитетите кои што одреден човек ги има, заради тоа што тоа е начин како да се спуштат надоле тие луѓе, да обид, барем. Како што кажа ти, теглата со јастоци, буквално се обидуваат да те спуштат надоле. Така што елитноста е буквално како што кажа ти е вградена во стварноста. Квалитет по нешто и повисок квалитет и самиот стремеж кон квалитет по природа создава елитност. Проблемот е кога има злоупотреба на истото, кога некој кој што е, например, елита од аспект на некаква карактеристика, одлика, потоа станува елита од аспект на пари или имот, например, или на социјални контакти. Почува да се дружи со луѓе или да бараат луѓе се дружат со него кои што се веќе востановени, кои што имаат пари, кои што нели се во висок статус во општеството. И тоа се е во ред. Тоа е природна појава. Меѓутоа проблемот настанува во оној момент кога луѓето со висок статус почнуваат да го злоупотребуваат својот висок статус за да останат на висок статус без заслуга. Значи, најдобриот трчач, например, после тоа да се здебели, да не биде најдобриот трчач веќе, да почне да пие, да се... Ама да остане најдобриот трчач. Ама да остане најдобриот трчач или да остане човек со висок статус. Врз основа на што си ти човек со висок статус? Врз основа на системски финти, на изигрување на системот. Не си врз основа на заслуга. И тука е проблемот. Тука се појава елитизмот. И тука се појава на одбивност и омрза кон аристократија, меѓутоа се појави и онаа модерна одбивност кон интелектуалците. Интелектуалците, модерните, квази интелектуалци ги вика, се стекнале со одредено знаење, кое што во главно е полузнаење, завршиле факултети, станале професори, авторитети, истражувачи на факултети и така натаму, некакви авторитети, во наводници, и сега злоупотребуваат таа ситуација и нивната положба, нивната позиција, нивниот статус. Тоа се случува исто и со докторите, тоа се случува и со адвокатите, тоа се случува со многи области, каде што оние кои што станале нешто, после тоа го злоупотребуваат системот за да останат таму, а веќе нивните способности не соодветствуваат со нивната позиција и статус. И таму се појава елитизмот. Например, кога ова е познато, например, дека кралските фамилии меѓу себе се мешале и не дозволувале со никој друг да имаат деца и братучеди меѓу себе имале деца и рецесивни генеси, глупости им се појавувале. Зашто? Заради тоа што не сакале да го изгубат богатството и плюс да не изгубат статусот на наследно право да бидат кралеви и благородништа. Значи тоа е класичен
случај на елитизам. Ти не си веќе крал заради тоа што ние те назначивме како крал, како општество, заради тоа што си најдобар во нешто, туку си крал, зашто? Заради тоа што си се споил со кралот од таму и со лордот од таму, за да останеш крал и твојот син да остане крал или твојата ќерка да остане, не знам, принцеза, кралица и така натаму. Твоите деца понатаму или ти остануваат или стануваат елити не по заслуга, туку по злоупотреба. И тоа е разликата помеѓу елитност и елитизам. Дали си елита по заслуга или по злоупотреба? Баш така. Значи, она што е природна разлика во квалитет, што зборувавме, низ историјата се претвара во една вештачка хиерархија. Значи, и во модерните општества, меѓутоа и во предмодерните, елитите не се задоволуваат само со тоа што ќе бидат најквалитетни, туку сакаат да останат на врвот без ризик, како што кажуваш ти. И наместо постојано да се докажуваат преку реален квалитет, почнуваат да го заробуваат системот и си создаваат структури каде што позицијата не зависи веќе од способност, туку од припадност. И тука веќе се создал елитизмот. И се создаваат, нели, како што кажа, наследни права, некои лажни квази аристократи, затворени кругови на мок, масони, илуминати, што и да е. Значи, врвот повеќе не е место до кое што се доаѓа, тука е место каде што се наследува. Или можеш да дојдеш до тој врв, меѓутоа треба преку интриги, преку улизување, преку користење на некои софистички методи, а не вистински квалитет. И тоа е трансформацијата, тоа е таа корупција на егото врз некој природен феномен како што е елитноста. Егото влегло, го корумпирало и од суштинско, од живо го направило статично, одржувано преку правила, преку привилегии, со контрола премногу и наместо еден надпревар кој што е природен. Затоа е создаден во природата елитизмот. Ако ова реално се создадена од некој бог, елитизмот или елитноста би била создадена за да се открие, за да има еден надпревар, еден културен надпревар, како што рекол Гоце Делчев, што ги открива најдобрите. Меѓутоа, елитизмот, онаа корумпирана елитност, создала систем кој што ги штити тие што се веќе поставени како најдобри, а не се најдобри. Бидејќи им поминало нивното време или лажно дошле на таа позиција, а сакаат да останат со интриги. И во таков систем квалитетот престанува веќе да биде критериум, нема веќе место за квалитет, тука критериуми се лојалност, конекција, позиција која што веќе ја имаш, па ја користиш и така натака. Значи, оние што имаат потенцијал не припаѓаат веќе на таа структура, тие се отфрлени и дури се непријатели. Колку човек е поквалитетен, повистински елита е, толку е по непријател и повеќе е отфрлен и во општеството личи како да е помалце квалитетен. Зашто е непријател кон оние кои што не се квалитетни, а сакаат да останат на местото каде што би изгледале како квалитет. И тука се создава инерција. Тоа е инерција и тоа е пречка кон прогрес. Да, тоа е токму процесот кој што го опишува Питер Турчин, мада со други зборови малку, во неговата книга Војна и мир и војна, каде што укажува дека историски гледано низ општествата и низ заедниците се случува еден процес на аристократизација, каде што кога има вистински проблеми во едно општество, каде што има например конкуренција со соседски општества, каде што има борба и така натаму, каде што има притисок, еволутивен притисок врз заедницата, тогаш по природата на нештата, тие што се најквалитетни во некакви одлики, например најдобри за организација или најдобри во сила или најдобри во гаѓање или најдобри за обработка на земјата или за раѓање деца, нели така натаму се тие работи, тие оние вистински карактеристики, да речеме, кои што може да се мерат во некаков квалитет, тие по природата на нештата се истакнуваат нагоре, заради тоа што се потребни на заедницата. Заедницата самата по себе ги препознава на несвесно и на полусвесно ниво, дека, например, ни треба крал кој што треба да не води во оваа конкуренција со тие што се против нас. Затоа што ако не избереме некој да не води, тие ќе не порабат, ќе не утепаат, ќе не ги земат жените, ќе не земат територијата. Едноставно, ќе не победат во
битката, да речем, во еволуцијската трка. Ама, кога ќе завршат тие притисоци, многу често се случува да тие кои што претходно биле на тој природен начин издестилирани како елити, да сакаат да останат таму. Не сакаат веќе да се ги напуштат привилегиите кои што ги добиваат како елита, а сега веќе нема зашто да бидат елита. Кралот е, или не знам, диктаторот е битен додека треба нешто да се диктира. После тоа нема потреба диктатор. Значи, после тоа можеби во мирни времења треба да има демократски начин на управување. Ако дојде пак до некаква опасност кон заедницата, тогаш пак ќе се избере диктатор. Тој што е соодветен за тоа. Ама не може цело време да е диктатор. Ама диктаторот кој ќе дојде на власт веќе не ќе да биде тргнато таму и ја злоупотреба својата позиција, нели? И тоа што се случува е дека во многу ситуации се случува да елитите, тоа Питер Турчин го објасна како хиперпродукција на елити, каде што тие со овие системски фори финти на злоупотреба се зголемуваат во бројка во однос на општата популација, а не по заслуга. Значи не по нивните карактеристики, не по некаков квалитет, туку едноставно по тоа што го злоупотребуваат системот. Преку закони, преку затвореност за нови луѓе, да не може да влезат кај нив, да станат аристократија и така натаму. Тука не само ние сме аристократите го токаре. И се случува на хиперпродукција на елити, каде што елитите живеат на грбот на обичните луѓе во наводници, патрици и плебеци, ама проблемот е дека обичните луѓе имаат граница до кај што може да го издржат тој товар. И кога веќе не може да го издржат тој товар, заедницата се распаѓа. Станува, ја губи сабијата, ја губи лојалноста, затоа што обичните луѓе има општествен договор дека елитите се таму заради тоа што нас ни требаат, на обичните луѓе ни требаат. Ние не сме доволно паметни, не сме доволно организацијски способни и така натаму. Ние сме добри за некои работи, да правиме храна, да правиме деца, да придонесуваме со деца за војници или со деца за службеници или за што и да е, или да произведуваме храна или да чуваме волови, што и да е. Ние сме добри за некои работи, меѓутоа не знаеме да се организираме. Бираме елити кои што тоа го знаат. Ама заради тоа што има заслугата, не видат квалитетот дека знаат да се организираат, знаат да не организираат. За да ние како заедница преживееме на крајот или испаднеме подобри. Меѓутоа, ако овој општествен договор се крши од страна на елитите, обичниот човек едноставно веќе станува се поддемотивиран и демотивиран да им биде лојален на елитите, да им биде лојален на структурите, да биде лојален на државата, и кога тогаш таа држава или таа структура се распаѓа. И овој процес кој што Питер Турчин го забележал во многу општества, се случила во многу општества во минатото и се случува повторно и денес. Значи, таа недоверба спрема Западот, која што денеска постои, е токму од нивната злоупотреба и од нивниот елитизам. Познато е дека Борел кажа дека тие биле градината која што се одржувале и биле средени, а надвор бил, сакаше да имплицира дека надвор од Европската унија или од Западот е дивјаштво, џунгла која што е неодржувана. Мислам, ако само треба ги погледнеме земите во Азија, како Кина или како Јапонија или како Кореја, ќе сватиме дека врска нема неговата изјава, меѓутоа небитно. Тоа е тој елитизам кој што извира од него и кој што извира од Западот. И заради тоа Западот ќе губи својата доверба од страна на светот. Ја губи, меѓутоа недоволно брзо. Колку повеќе ја злоупотреба, толку побрзо ќе губи. Ќе видиме колку брзо ќе иде тоа. Да, можеби не е доволно брзо. Можеби треба побрзо да бидат казнете за нивната ароганција. Инаку сакав да кажам дека и ова беше многу интересен аспект кој што мислам дека треба да го разговараме исто така, а тоа е дека има различни слоеви или различни нивоа на елитизам, односно елитност, не елитизам. Грешно се изјавив. Различни нивоа на елитност. А тоа е дека има, барем јас ги гледам минимум 3, а можеби има и повеќе. Едната е генетска, другата е општествена и третата е поединечна, кај поединците. И дека можеш да бидеш елита по квалитет, да бидеш во многу висок квалитет, во една или две од овие, меѓутоа да не бидеш во трета и така натаму. Пример, можеш да бидеш председател и по дефиницијата си елита во општеството, значи во општествен аспект си елита, меѓутоа како човек да не бидеш баш елита. Да не бидеш најинтелигентниот, да не бидеш најсоодветниот за таа работа, или да немаш деца, и практично ти генетски и поединечно не си елита, иако си општествено елита. Идејата на елитноста, на вистинската природна елитност, е дека ти сите овие 3 нивоа треба доволно ги задоволуваш, да ги надминеш, над некој праг на квалитет. Дека треба да си генетски
доволно квалитетен, дека треба да си општествено доволно квалитетен и дека треба да си поединечно доволно квалитетен. А ако си во нешто, а во другото недостасуваш, процентот на твојата елитност во онаква холистичка смисла е помал. Што би рекол на тоа, свештениче? Па да, ова е она кое што јас и ти го разговаравме пред да снимаме епизодата. Во главном се согласувам со тебе во однос на тоа како ги делиш, како ја делиш елитноста. Од една страна имаме биолошка елитност, да речеме, тука можеме да дискутираме дали тоа е оставање на голем број на потомство или сега ние не сме риби или водоземци па да одиме на стратегија само остава и потомство и готово, туку кај нас играта е помалце единки, меѓутоа да бидат квалитетни и подолговечни единки, така да кај нас гените имаат и други стратегии, не е само штанцај луѓе, штанцај единки. Меѓутоа да, дефинитивно има одредена биолошка елитност која што може да ја заокружиме. Постои елитност во општеството и постои лична елитност. Овие две за мене се интерконектирани и се многу слични со дефиницијата која што ја дадов во епизодата за великанство. Дека постои лично великанство, постои великанство во општеството и постои врвно великанство. Сега, сметам дека човек не може да биде елитен во општеството ако не е елитен на лично ниво. Ако тој не е елитен на лично ниво, а сака да биде или е елитен во општеството, тогаш тој е елитист. Тоа што е всушност злобната страна на елитноста. Тој лаже. Меѓутоа, од друга страна пак, не можеш да бидеш елитен на лично ниво ако само си добар во една работа. Само си, да речеме, многу добар научник. Да, можеш да бидеш елитен во научните кругови, окей. Меѓутоа, во општеството за да бидеш елитен, па дури и како научник, мора да бидеш балансирана единка. Што значи да бидеш личен великан. Личен великан е човек кој што сите главни карактеристики од своето постоење ги има развиено на едно оптимално ниво. Значи не претерал само во физикусот или во интелектуалноста или само на романтично ниво или на духовно само седнал медитирал до крај. Туку сите овие работи ги развил подеднакво, на едно оптимално ниво, каде што меѓу себе не си сметаат, туку си помагаат. Телото му помага на духот да остане смирено и така натака, да е канализира енергијата, а не му одзима од времето за медитација во само вежбање. Значи, не си сметаат, туку си помагаат. И ова не е само на лично ниво во однос на твоето тело, туку е и во однос на општествените карактеристики. Значи, елитен човек во општеството треба да биде и човек кој што знае уметност на војувањето, меѓутоа во исто време и економија, во исто време и научно-литературен, во исто време да ја разбира психологијата на народот и на луѓето и така натак. Значи, таков човек кој што е балансиран и сите работи ги разбира на едно не основно, туку оптимално ниво, може да го наречеме вистинска елита во општеството. Тој човек е елита. Тој може да биде што било, може да биде чистач, може да биде научник, може да биде председател. Меѓутоа тој е елита. Такви луѓе треба да бараме и такви луѓе треба да следиме и да се обкружиме себе си со такви луѓе. Сега, кога овие луѓе развиени на сите важни аспекти и во себе и надвор од себе на оптимално ниво се на позиција, тогаш добиваме златна ера. Тоа е оној момент кога силни луѓе, како викаше мемето, силни луѓе создаваат силни добри времења. Значи тоа се тие моменти кога тие ќе се најдат на позиција на мок и ќе создадат златна доба. Меѓутоа, бидејќи тие се ретки и бидејќи лесно е да се излаже, поготово луѓе кои што не се доволно свесни, лесно е да ги излажеш, да ги залажеш, 90% од времето ние добиваме елитисти, добиваме лажни луѓе со лажен квалитет на позиции каде што тие глумат дека се елита и врз основа на таа нивна глума дека се елита добиваат позиција и добиваат власт и ја го носат општеството во лоши времења. И исто така тоа што сакав да го спомнаме дека кога ова ќе го видат обичните луѓе,
за обичните луѓе, тука зборам за секојдневниот човек, кој ќе го види овоа, кај него се јавува еден вид на цинизам. Тој вели, системот е затворен, не вреди квалитетот, ако јас станам вистинска елита, ако јас станам оптимално развиен на сите полиња и во себе и надвор од себе, тие што се на власт, тие што се горе ќе ме гледаат како непријател, ќе ме победат, ќе ме шиканираат, може да ми наштетат и стануваат циници, се затвараат, почнуваат дури да се исмеваат на штетата што се случува надвор, бидејќи се автозатупени, самите си се затупуваат себе си. И се создава едно општество каде што никој вистински не верува во вредност, туку верува во позиција. И тоа е моментално каде се наоѓа Македонија. Ние сме како општество во Македонија длабоко заглавени во цинизам и нема верба во вредноста на луѓето, нема верба во напредок, туку вербата е во позиција и нема никаква верба всушност. Сега би сакал само уште едно нешто да кажам на едно надконцептуално ниво. Мислам дека проблемот не е во постоењето на разлики и во тоа дали тие луѓе кои што вистински вредат се на таа позиција каде што треба да бидат, туку прашањето е лично за тебе. Ти имаш одговорност за целиот универзум, меѓутоа делуваш преку тебе. Тоа е прозорецот преку кој што делуваш ти. Тоа е возилото кое што го управуваш ти. Кога влегуваш во сообраќајот, ти си одговорен за целиот сообраќај, меѓутоа не можеш сите коли да ги возиш ти, тука возиш само твојата кола. Така и со животот. Не ги живееш сите животи, не можеш целото општество да го поправиш, меѓутоа себе си можеш да се поправиш. И треба да се поправиш. И треба да се управуваш себе си како што треба. Што тоа значи? Тоа значи не се замарај за дали општеството е на добар пат, дали елитистите се на власт или вистински елитните луѓе, дали тонеме во цинизам или не тонеме во цинизам, туку замарај се ти дали си елита. Стани ти великан. Балансирај ги работите во себе, балансирај ги квалитетностите или особините кои што се важни во општеството подеднакво. Нормално, ако си научник, науката ќе ти биде најјака страна. Меѓутоа, развија и знаењето за економија, развија и знаењето за војување, разви политичка некоја способност, психолошка способност или емоционална способност некоја. Значи, балансирај се во своите способности и внатре во себе и надвор од себе и ти ќе станеш елита. Таа елита ќе почне да ги привлекува другите луѓе што како тебе се развиваат и природно ќе се излезе од ова цинично општество. Ако ти само се откажеш и се придружиш на циниците, тогаш за секогаш ќе останеме таму каде што сме. Свештениче многу добро што го кажа на крајот, што доведе денешната епизода до практични прагматични совети за поединецот кој ќе го слуша ова што го разговараме. И јас сакав за истото да кажам нешто, значи како досега што се покажало за многу други работи, сега се повтори истата работа. Ти кажа, во нашето општество има голем цинизам, нема верба во вистинските квалитети, нема верба во вистинската елитност и се мешаат елитноста со елитизмот, односно со злоупотребата. И тоа што го увидов е дека решението повторно е истото решение. Повторно е понизноста. Значи, пред се работи на својата понизност. И стреми се да станеш великан, како што кажа свештеникот, и низ тој процес, ако станеш навистина понизен, и ако навистина стремиш кон некаква идеална слика која што сакаш да ја постигнеш, тоа е во основа, тоа е великанството. Работа да постигнеш некаква идеална слика, нешто поголемо од тебе. Некаков идеал кон кој што се стремиш, нели? И кон кој што му служиш. Ако успееш да стигнеш до состојба каде што се навистина понизен, тогаш ќе немаш проблем да ги признаеш и да им се восхитуваш на оние кои што се навистина квалитетни. Не на оние кои што глумат квалитетни, не на оние кои што ја злоупотребуваат елитноста за да останат елити, туку ќе ги воспеваш и ќе им се восхитуваш на оние кои што се навистина квалитетни, оние кои што се навистина силни, оние кои што се навистина паметни, оние кои што се навистина најдобри во било што, дали се инженери, дали се научници, ама кои што се вистински научници, не се научници зашто татко им бил декан на факултетот, туку се научници затоа што навистина се најдобри во тоа, најдобри научни истражувања прават или што и да е, или најдобри инженери,
Не се инженери затоа што татко им работел во бетон, туку се инженери заради тоа што направиле најдобри мостови, најдобри дизајни, што и да е, нели, имали иновации некои кои што ги подобриле навистина во квалитет некои работи. Значи, природно доаѓа, нели, тоа со понизоста. Понизоста е намалување на ароганцијата, нели, по дефиниција. Ако работиш на понизоста своја и кога ќе увидиш колку е тешко да се постигне висок квалитет, тогаш ќе немаш проблем да го признаеш и да се восхитуваш на постигнатиот висок квалитет кај други луѓе. И да си признаеш каде имаш недостатоци, меѓутоа да си уважиш и каде имаш предности. Да увидиш каде можеш да напредуваш, а да увидиш каде не можеш да напредуваш. Можеби не си убав, можеби не си доволно висок, ама можеби си посилен од другите, или можеби си поинтелигентен од другите. Значи, има карактеристики кои што ако си егоист, нема да можеш да си ги признаеш. Ако си нарцисоиден, нема можеш да ги признаеш. Дека некои карактеристики едноставно не можеш да ги подобриш. Толку си убав, толку си паметен, толку можеш. Толку си висок, не можеш повисок да станеш. Глумењето е, например, да взимаш високи чевли за да изгледаш повисок, например. Или да се облекуваш на одреден начин за да изгледаш дека не си слаб или дебел и што и да е. Како еден модерен диктатор кој што го познава. Кога ќе работиш на својата понизност, ќе немаш проблем да кажеш добро да низок сум во ред, ама ме бива за ова, тоа или оноа. Најдобар сум во лемење, најдобар сум во свирење гитара, што и да е. Или не најдобар, највеќе внимание посветувам на тоа и работам на тоа да го подобрам за да станам најдобар, зашто мојот идеал е да бидам најдобар гитарист, што и да е. И тоа не е за да бидам најдобар гитарист затоа што ќе ме сакаат женски или зашто ќе бидам на телевизија. Туку најдобар гитарист затоа што едноставно сакам да бидам најдобар гитарист. Само сакам тоа ми е желбата, тоа ми е. И со работењето на сопствената понизност ќе откриеш кои се навистина таквите желби. Не заради тоа што другите ќе те признаат, туку заради тоа што ти сакаш да го постигнеш. Тоа сега го кажам во основа дека елитноста природно е тешка. Заради тоа што природно е тешко да се биде во врвот по квалитет. Впрочем, ова го дискутиравме и во епизодата за великанство и во епизодата за квалитет. Преслушайте ги тие наши епизоди. Мислам дека треба да снимиме уште една епизода каде што ќе разговараме за како да и пронајдеш она што навистина сакаш да го работиш. Како да се пронајдеш во тоа во кое што ќе станеш квалитетен и елита. Да, во основа, ако го пронајдеш она што навистина сакаш да го правиш, а не тоа што мислиш дека другите ќе те воспеваат заради тоа што ќе го правиш, или кој да е другата мотивација, која да е надвршната мотивација. Значи, ако идеш по тоа, која ти е внатрешната, вистинската, автентичната мотивација, и ако се насочиш кон тоа, и ако чисто се насочиш твојата волја, а таа по природа ќе се насочи кон тоа, затоа што само тоа ти е навистина тоа што сакаш да го правиш, значи многу е тешко да не станеш елитен во тоа. Несреќа може да те спречи непогоди или не знам, она висма јар што би се рекло виша сила, меѓутоа ако нема такво нешто, многу е тешко да не станеш елитен. Ако навистина сакаш да бидеш најдобриот тркач во Формула 1, нема нешто што може да те спречи од. Значи, или не знам било која карактеристика, најдобар писател, најдобар, не знам што и да е. Не само што треба да снимаме епизода за тоа свештениче, туку треба да снимаме уште една епизода за елитизмов и за елитноста. Тоа ни се поклупува со многу други теми. Како мајсторство? Мајсторство, точно така. Исто и благородништво. Многу се поклупува со благородништво. Се поклупува и со етиката на доблести, односно да се биде доблесен, не значи да се биде доблесен во една карактеристика, тука се биде доблесен во сите доблести, врамнотежена, според дефиницијата на Аристотел. Така што има многу теми кои што се поклопуваат со елитност и со елитизмот и мислам дека треба да снимиме уште една епизода, а ова е точката каде што ќе ја завршиме денешната епизода. Се согласувам. Само една кратко сиже, па одиме со практични и прагматични совети. Денеска разговаравме на тема елитност и елитизам. На еден начин, на почетокот дефиниравме дека тие двете означуваат разлика помеѓу описен израз и нормативен и идеолошки израз. Елитноста е природна и е вградена во стварноста и е одраз на висок квалитет. Ние имаме некои вградени квалитети, кои што може да се развијат, може и да не се развијат во текот на животот. Ако ги откриеме нашите вистински квалитети и она што навистина сакаме да го правиме, она што не е автентично, и работиме понизу на тоа да го развиеме, многу големи се шансите да станеме елита во некоја област или во повеќе области. Меѓутоа, ако ја злоупотребуваме сликата за елитност, за да се стекнеме со повисок статус и да се задржиме таму, а не одврз на нашите
одлики и заслуги, тогаш тоа е елитизам и тоа е со право гледано под око, гледано цинично. Тоа е разликата меѓу елитноста и елитизмот. Разговаравме и за Питер Турчин и за неговата книга Војна, мир и војна, каде што го објаснува историскиот процес на хиперпродукција на елити и како тоа обично води кон распад на заедницата и општеството, губење на асабија, односно внатрешната кохезија, преку губење на довербата во елитите, поради оваа злоупотреба на елитизмот. И на крајот разговаравме за еден вид на решение против елитизмот, а тоа е понизност и тоа е автентичност. Преку понизноста практично ќе дојдеме и до автентичност. Да откриеме што навистина сакаме и мотивацијата за нашето напредување и растење во квалитет да биде внатрешно. Исклучиво внатрешно, не надворешно. Не е битно дали другите ќе те гледаат како најдобар гитарист, не е битно дали ќе се лепат женски, не е битно дали ќе бидеш на телевизија. Сакаш ли да бидеш најдобар гитарист или не? Вистински. Еве никој да си на пуст остров, дали ако ти дадат гитара, повторно ќе сакаш да бидеш најдобар гитарист. Ако е одговорот да, тоа треба да го правиш. Може би ова е добар мисловен експеримент. Свештениче. Да се замислиш на пуст остров кај што нема луѓе. Одличен. И да видиш дали навистина повторно би го правил истото тоа. Ако е да, ако нема надворешна мотивација, тогаш тоа е автентично нешто што треба да го правиш. Ете, јас малку навлегов во практични и прагматични совети, а сега му давам збор на свештеникот. Повели. Па, мислам дека ми ја зема работата процесоре. Не само што да ги кажа практичните и прагматични совети, туку и многу подобро ги кажа него што јас мислев да ги кажам. Така да нема да се повторувам. Само ќе напоменам дека вистинската елитност лежи во балансираниот развиток на сите есенцијални карактеристики кои што го градат општеството и кои што го градат самиот човек, самата индивидуа. Балансирај се во себе, балансирај ги карактеристиките неопходни надвор од себе и ти ќе станеш елита. После тоа, коагулирањето со други елити ќе се случи делумно во голем дел природно и спонтано. И само една последна работа што сакам да ја напоменам тука, бидејќи нели многу често луѓето ги поклопуваат овие два израза, елитност и елитизам, а како што дефиниравме неколку пати, елитноста е природна, вградена во стварноста, одраз на висок квалитет, во контраст со елитизмот кој што е злоупотреба на статус или позиција и на сликата за квалитет. Значи, разделете ги овие поими, не се едното исто. Нема и цинизам и одбивност кон елитноста, таа е природна состојба. Ти кој ќе станеш поквалитетен за нешто, ќе увидиш дека тоа е природна состојба. Едноставно не може сите да бидат квалитетни за нешто и по природата на нештото елитноста е вградена во стварност. Меѓутоа, имај одбивност и цинизам кон злоупотребата. Имај одбивност и цинизам кон елитизмот, ама не и кон самата елитност. Сите луѓе мислат како да ја променат светската состојба, но никој не мисли како да се промени себе си. Лев Толстој.